Во Македонија има само една академија на науките и уметностите. ВМРО ДПМН нема да поддржи финансирање на никаква паралелна институција, порача премиерот. Советниците од владеачката партија во општините чии градоначалници најавија поддршка за вакво нешто, ќе ги блокираат буџетите за 2025 година. Христијан Мицкоски вели станувало збор за обично невладино здружение. Вели дека не сака да говори за теми кои поларизираат и етнизираат и жали што истите се одбираат во политички цели. Во Македонија постои една академија на науките и уметностите. Јас не би сакал парите на граѓаните да се трошат за невладени организации. Повеќе би сакал да видам да се трошат за инфраструктурни проекти, за нови училишта, за нови градинки, за нови булевари, спортски објекти, паркови, да креираме услови оние млади кои што ја напуштија, и албанци, македонци и останати нашата држава да се вратат назад. Против ќе гласаат и советниците на СДСМ, од таму велат дека се против поделби во науката и категорично ќе се спротивстават на ваквите идеи кои се промовираат и туркаат. Ова идеја недвосмислено беше и претходно отфрлена од актуелните академици, од причина што МАНУ е и треба да остане институција во која членуваат реномирани научници од сите етнички заедници. Науката ниту треба да се партизира, ниту да се етнизира и злоупотребува во дневно-политички цели и потреби. СДСМ нема да поддржи никаков паралелизам во институциите. Градоначалниците на Тетово, Гостивар, Желино и Чаир информираат дека договориле да финансираат оваа невладина организација која сами си ја нарекоа Академија за наука и уметност на албанците во Македонија, додека таа не добиела и државна поддршка. Инаку Академија на науки може да се формира само од собранието или владата, а за мешовита научна установа на ниво на општини треба бадентерово мнозинство во советите, кое ќе го нема со оглед на тоа што против ќе гласаат македонските партии.